низ овие страници е испишан пред се достоинствен живот за секој човек во Македонија. Она што е клучно, она што е главно. Парите ќе ги вратиме назад кон граѓаните. Просечната плата ќе ја зголемиме на 30.000 денари до крајот на првиот мандат. Во секое семејство со двајца вработени ќе има 2 просечни плати со кои што ќе може да се покријат сите животни трошоци. Истовремено, животните трошоци ќе ги намалиме за повеќе пари да останат во секој семеен буџет. Домашните фирми ќе ги јакнеме со тоа што испланиравме 140 милиони евра за отварање на нови и на добро платени работни места пред се за младите луѓе, но во домашните компании. Нив ќе ги подржиме цврсто решено. Оваа спирала на покачување на платите ќе започне со покачување на минималната плата. И таа на крајот на мандатот ќе изнесува 16.000 денари, ама без исклучок и за секој вработен во индустријата за текстил, за кожа и за обувки. Оваа неправда која што Груевски им ја направи, веднаш ќе исправиме. Владата на Зоран Заев нема да дозволи ниту еден вработен токму во овие индустрии, во текстилот, во кожарската, никој од нив нема да има плата испод 16.000 денари и точка. И така ќе биде. Ке ги зголемиме платите и во здравството. Мора да ги задржиме лекарите и специјалистите. Секој вработен во здравствениот сектор на крајот на мандатот ќе има дупло поголема плата, а секој специјалист плата од 100.000 денари. Мора да ги задржиме и лекарите и младите во Македонија и тоа можеме и тоа ќе го направиме. Сите од Делчево треба да знаат дека веднаш после 12 ќе има праведна распределба на државното земјоделско земјиште. Не може председатели на комитети на ВМРО ДПМН, не може председатели на комитети на Социјалистичката партија на Дзинго, ама и вработени во подрачните единици да добиваат десетици, стотици хектари с државно земјоделско земјиште, а за вистинските земјоделци од Делчево да нема. Ке има ревизија, ке ви ја земеме, ке одговарате и земјата ке биде во рацете на вистинските земјоделци. А вистинските земјоделци ке имаат веднаш ке имаат зелена поевтина нафта, поевтини трошоци, бенефициран стаж и ке имаат сигурен пласман и сигурен откуп на земјоделското производство. И тоа ќе го безбедиме. Обврска на државата е и за откупот, е и за цените, е и за пласманот. Но и ќе има сигурни навремени субвенции, но не за фирмите на Мијалков, на Орце Камчев, не за фирмите на Дзинго. Ќе има субвенции сигурни навремени за секој вистински земјоделец. Испланиравме 640 милиони евра сигурни навремени субвенции за поддршка на секој земјоделец. Почитувани, ова е планот за живот кој што ќе донесе добар економски живот за сите. Ова е обмислен план кој што се базира на наука, на факти, на аргументи. Најдобрите политики и практики во Европа и светот ги ставивме во нашиот план за живот. За и Македонија да биде економски успешна, приказна, во која граѓаните ќе имаат квалитетен живот. Можеме на 11 декември да се избориме да го сопреме иселувањето. Можеме на 11 декември да се избориме за подобар живот, за подобри плати, за подобар стандард. Можеме и на 11 декември ќе победиме! Ќе победиме!